Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Бидејќи како што следам и како што пратам, ве молам да ги прифатите моите одлуки кои што бараат мир од самиот мој организам, кои што бараат мир за реорганизацијата нова, кои што бараат мир за многу нови дела, и затоа морам овој чекор да го направам. Новите активности, сето она што треба да го правам, бараат нулта толеранција пред црпење на енергија за беспотребни активности. Поминавме многу, а и поминав јас многу тешки моменти, и затоа ова одлука не е случајна. Да бидам во мир со новите дела, да бидам во илегала. Активностите околу сето она што Владо Павлов го прави, имате мои блиски соработници, доволно се обучени за се она што Владо Павлов го правил, и можете секојдневно да контактирате со истите. Мојот мир е многу скапоцен, повеќе од потреба е денес, и затоа ќе бидам настрана од сите оние случувања со моите дела, со моите активности, без телефонски јавувања и без било што. Од денес секој нека зеде поука од сето она што го поминал со Владо Павлов. Од денес секој нека се пронајде себе си, независно дали ќе биде задоволен или не од она што Владо Павлов со години уназад го правил, али верувам дека нешто што е најскапоцено денес на земјата е мирот. Затоа ја донесов ова одлука, без разлика колку вие да демонстрирате, без разлика колку да не ви на некого одговара, али новите одлуки и новата реорганизација е моје дело, моја цел и е во интерес на мојот мир. Поради незаинтересираноста за некои други активности до ден денес, каде што поголемиот број Владо Павлов го почитува од забавен карактер, а не од комуникативен или едукативен карактер, секој ксантика 2025 година, како и ова Јанусова што си ја славете, ќе си ја славете дома. Еремија ќе остане затворен за сите случувања во иднина, се додека не го вратам онаков како што сите вие го знаете. Ова засторничко здржување е такво што бара премногу внимание, не трошење енергија за други активности, а мојата цел, како што знаете, е да правдата дојде онаму каде што е потребно. Дали вие ќе го прифатите ова или не,
а верувам дека мора да сватите дека морам да останам со моите дела во поглед на вистината за Македонија, за Кочани, како Бела, во поглед на алтернативната медицина и во поглед Еремија да се врати онаков како што е бил пред години уназад. Ке ве молам да ми дозволите да го вратам мојот мир, да направам реорганизацијата и да продолжам со брзината на светлината за сето она што некогаш сум го направил, а злосторничкото здружување го киднапира. Благодарен до сите што бевте со Владо Павлов, али во иднина она што го научивте од Владо Павлов сами треба да си го преземете и секој самиот со најблиските да биде во мир. Мирот нема цена, македонци мои. Мирот е најскапоцен. А јас моите дела секогаш ги правев во мир. Едуцирани луѓе околу Агапи има. Слободно, за било која потреба, имате потполна замена за Владо Павлов. Едуцирани луѓе околу потребата, помагањето има. Тоа значи дека сето она што Владо Павлов го направил, има луѓе да го продолжат. И тоа и го оставам на тие кои што ви се добро познати. Малку се, ама вредат многу. Потполно се едуцирани, потполно се обучени за сето она што јас сум го пренесувал и за сето она што јас како Владо Павлов ви го презентирав. Затоа ве повикувам Владо Павлов да продолжи со новите дела, да продолжи со сето оно што го прави и она грешка која што направи мојот адвокат, да не направи контраудар многу години пред тоа. Владо Павлов ќе ја прави со нова екипа и за тоа му е потребен мир, без скренување на внимание и без било што. Ви благодарам ако ме разбирате, ви благодарам ако ја прифатите ова моја одлука, каде што ќе бидам 24/7 со моите дела, без телефонски јавувања, без дебатирање, без трошење на енергија за непотребни работи, затоа што за новите дела ми треба многу енергија и ми треба многу мир. Што значи тоа? Тоа значи за ова пирамида во Кочани да ја докажиме дека е пирамида. Не може Владо Павлов да се замара со многу други глупости. Не може Владо Павлов да се сконцентрира за да сето ова ви го представи како што треба. Секој од вас досега што научил, нека си припати и нека си го применува во својот дом. Ова пирамида, како што ја гледате,
бара многу работа, бара многу труд. Ова пирамида бара многу внимание, а тоа внимание значи 100% насочување на енергија кон вистината. Затоа ќе ви бидам благодарен ако ме разберете и ќе ви бидам благодарен ако ја сватите суштината и поентата на сето ова што сакам да го постигнам во иднина. Немојте да бидете навредливи ако не ви дигам на некој на телефон или на било што. Затоа што ова бара многу вистина. Ова како што гледате, например, е локалитетот Лукубија каде што е споменикот од Ноб. Погледнете како е извајана ова пирамида. Погледнете. Ова е сликано во Кочани во 1977 година. Ова е црквата Свети Димитрий за Владо Павлов. Кочанчани велат Свети Ѓорги. Не е Кочанчани. Свети Ѓорги е под земја, под градот Кочани. А ова е Свети Димитрий. Уште еднаш, погледнете го ритчето каде што е споменикот од Ноб, кој што нема ни буквата од Ноб. На што ви личи, молчеливи мои македонци? Значи, овде некаде сега треба да е споменикот од Ноб изграден. Ова е црквата кој што цело Кочани вели дека е Свети Ѓорги, а Владо Павлов вели дека е Свети Димитрий. А Свети Ѓорги е Свети Ѓорги победоносецот и ЦИА, и Опус Деј, и Ватикан, и Ми-8, и БНД, и кој ли не ја траже во Кочани црква која што е поврзана со бунарот за жива вода. Значи, како што гледате, ова Кочанчани мој е Свети Димитрий, кој што го крие резерварот за вода и доказите за Иерусалим. А ова, како што гледате, е пирамидата која што од 77 година е многу добро било отцртана. И затоа ја донесов ова одлука, а верувам дека поминав многу ноќи непреспани, многу денови со сите вас, да дојдете до заклучок како понатака да продолжите во вашите животи, а Владо Павлов да го ставите во мир, љубов и хармонија за неговите нови дела. Уште еднаш, цело Кочани вели дека ова е Свети Димитрий, а Владо Павлов цело Кочани вели дека, извинете ми, дека ова е Свети Ѓорги, црква во Кочани, а Владо Павлов вели дека е Свети Димитрий, а црквата на Свети Ѓорги победоносецот со изворот на жива вода или бунарот го бара цел свет. Ова е аргумент и доказ за ритчето дека не е ритче кај што е споменикот од Ноб. Ова е сликано во 1977 година. Но овде има уште нешто друго. Погледнете го Асман Масон. Погледнете го на што е изграден. Нешто што е идентично на Иродеја. Ако овие двари да ги поврзете,
и овој рид, кај што е јасно масон, ќе дојдете до заклучок за најстаријата престолнина на јудејците, кој што е земена од нас, македонците, во кој што живееле Ирод Велики и Понтије Пилат, и кој што ја гледале битката која што се одвивала на овој рид. А вие одлучите дали е Тумулус, дали е пирамида и дали случајно денес Ција го заштитува овој рид во Кочани. И дали преку него бара да дојде до подземниот храм на Свети Ѓорги Победоносецот, каде што е изворот на жива вода, затоа што ова според Владо Павлов е Свети Димитрий. А сега се враќаме во 2025 година. Еве го тоа ридче, кај што е споменикот од Ноб. Погледнете Тито, Југославија и JNA што правила. Пола пирамида е пресечена кога се правил споменикот. Погледнете, уништен цел, се што е поврзано е уништено. Но затоа денес останува да не сведочат многу други пирамиди, кои што се доказ за Балканот како Атлантида, кои што се доказ за заедничко поврзување помеѓу Високо и Кочани, Босна и Македонија, дека во исти временски период, многу милениуми пред наводното доваѓање на Словени, овде живеел народ кој што комуницирал меѓусебно. Еве уште една пирамида. Ова се докази за кои што македонецот треба да свати дека овие пирамиди се правени од времето и пред Атлантида и дека овде имало живот, но на некого тоа му смета. И затоа треба Владо да се уништи финансиски, да се обезличи, па ако треба и да се стави во затвор или во Бардовци и таму во мир да си почине со сите овие дела кои што треба да бидат зацементирани од оние кои што ги знаете денес, а да не ги споменувам. Ова е уште едно ридче во мојот град Кочани. А ова е сликата кај што е јасно масон. Како да е на окно на рудник правен. Идентично на Иродеја. Од каде што Изрод и Велики, според Библијата, го гледале библиското распетие. А каде? Онаму каде што е уништено се. Многу олигарци во Кочани или двајца газди кои што го контролираат градот треба да кажат за сите овие стамбени комплекси. Зошто се градени овде? Погледнете стамбен комплекс веднаш до ридот на Изрод Велики. Ова ви личи на ридче, знам. И ова личи на ридче. Ама ова е пирамидата на месечината, која што пирамидата на сонцето ја затемнува на ленот на летна равнодневница на 21 јуни. Еве. Пирамида на месечината без врв, каде што древниот Рим ги правил ритуалите во чест на Молохот. А ова пирамида
е пирамидата на Ерос на љубовта. Затоа е изграден овај споменик од ноп, кој што нема ни Н буквата од ноп, кој што символизира љубовта и срцето. И затоа е представена големата мајка на споменикот. Еве го. Ова е пирамидата на љубовта на Ерос, каде што денес е споменикот од ноп, кој што нема ни Н буквата од ноп. Овие партизани кои што вечно се партизани и борци од Втора светска војна со 200 години стари и понатаму ги манипулираат најмладите во Кочани дека споменикот е изграден за двајца партизани од 18 години, најскап да биде во борбата против фашизмот. Па кавадарчани, што да кажете вие со Ваташа? Вие треба цела Ваташа да биде грандициозен споменик. Значи, ако Кочани за двајца млади дечки партизани, наводно, има најскап споменик у борбата против фашизмот у цел свет, тогаш, што да кажеме за Ваташа? Цела Ваташа треба да биде грандициозно здание. А да не збориме за битката на Неретва, Сутиеска и многу други споменици низ цела Југославија, каде што дефинитивно Кочани има најголема заслуга за Тито. Или овај рид треба да се закрие, треба да се уништи и треба вистината да се крие онаму каде што денеска ви е представена. Уште еднаш, црквата Свети Ѓорги, а за Владо Павлов е црквата Свети Димитрий. Ајде, диви копачи! Ајде, Паско Кузмановци! Ајде, тајфаши, диви копачи на сите премиери и председатели во Македонија, каде што повеќе диви копачи има него ли македонци. Кренете да го барате подземниот Свети Ѓорги, да го извадете каде што е златната црква и каде што е изворот на жива вода во Кочани. Ова е Свети Димитрий, Кочанчани, а Свети Ѓорги е подземен, кој што го бараат бунарот за живата вода, поврзан со Еремија. Ако ова ви личи на ридче, тогаш секоја ви чест. Еве каде е изграден споменикот од ноп. Кој масакар е направено. Овде, на овај рид, ја имаме вистината за Винче култура, каде што во даден момент, како тоа што го направи со артефактите од Мородвис, ќе го направам и со сликите кога е правен споменикот од ноп и ќе ги поврзам со артефактите од Винча. Ќе видите што е пронајдено овде кога се правел и трасирал патот на споменикот од ноп, кој што нема ни Н буквата од ноп, а продадени од големиот покоен Глигор Чемерски на србите, кои што ја прават Винче културата. Затоа јавно ве повикувам, она што го знаете за Винча, поврзете го со овај рид, затоа што артефактите припаѓаат на Кочани и на овај рид, како што се смејуваше и покојниот Ниче Димовски и многу други. Затоа барам мир, затоа барам сам да бидам со моите дела во иднина. И имате обучен кадар, имате обучени луѓе за алтернативна медицина. Ги знаете многу добро и многу добро функционираат. Оставете го Владо да си го бара Миро, со сите овие дела да го изаврши и да си го врате Еремија онака како што треба, онака како што беше. Пред времето некој да сака да го киднапира, добро познат на сите вас, измислувајќи дека тоа било куќе на фалангата. Зошто? За да се додржи со тендери до ден денес, кој што плива со сите влади на Република Македонија. А знаеме зошто плива и ќе докажам. Затоа барам мир, затоа барам разбирање и секој сам, Ксантика, нова година 2025 година да си ја слави по дома. Јас сам ќе си ја славам дома
и вие ќе си ја славите сами. Затоа што референдумот не успеа. А Владо Павлов и малкумината повеќе не ставаат глава во торба. За сите вас утре, без никаква врска, да уживате во овие бенефити кои што се потребни за сите нас. Ке докажам дека ова е пирамидата на Ерос и дека овде е винча културата и дека овде е доказ и аргумент дека ние имаме постари пирамиди од Египет. Уште еднаш, црквата Свети Димитрий за Владо Павлов, а за моите дувлочанци, ова е црквата Свети Ѓорги. Не! Свети Ѓорги е подземна црква, златна црква, која што е поврзана со бунарот за жива вода. Бунарот на оганот, бунарот на Еремија. Ајде Ција, ајде Свети Ција, ајде Мосад, Свети Мосад, ајде ти, Тино, Свети Тино, или ти предходно Грила Зајко, или ти побегуля во Будимпешта, Груевски, продолжите најсилно колку што можете да го отнете, да го земете она од Бог што го оставил оганот, да се чува во Кочан бунар, да се чува во бунарот, врз чии темели изградена златната црква Свети Ѓорги, а ова црква не е Свети Ѓорги. Ова е Свети Димитрий. Уште еден доказ, ја гледате црквата, го гледате споменикот од Ноб. Ја гледате или не ја гледате? Пак сте ми молчеливи. Зато не ја бива Македонија. А за сабота, за војни на Косово, воопшто не ме интересира. Како Бог одлучил, така ќе биде. Не очекувате од Владо Павлов да ви дава, како што до сега овие 20 години сте научени да ви дава се на послужавник. Што дојде од Бог ќе е? Значи, уште еднаш, црквата Свети Димитрий за Владо Павлов, споменикот од Ноб, и погледнете го како е уништен целиот комплекс, целата ова пирамида, степенеста на Ерос, на љубовта. Од времето на Тито, од времето на овие Удба и Кос Коченски, со напомена, кога се трасирал патот на споменикот, за да се прави споменикот од Ноб, овде беше хрватска Кос, а македонската Удба и Кос беше однесена во Словенија. Најголемиот масакар е правено на ова место во Кочани, се со една цел да се сокрие пирамидата на љубовта и винче културата која што ја знаете сите вие е всушност овде на овој рид, како што го нарекуваше покојниот Ниче Димовски, поклонник на Црното сонце, како што тоа денес најголемиот поклонник го знаете, Палче. И тој што си дробел кутриот, тоа ќе си јаде. Уште еднаш, еве црквата, еве го ридот кој што велите вие дека е рид, и истиот тој, ако го погледнете денес, ќе погледнете дека целиот е уништен. Погледнете како е сечен, нема го врвот на пирамидата, другиот дел го нема целиот. Масакар, најголемиот масакар врз коските на македонските цареви е правено во Кочани до ден денес, под капата на Ванчо Деликатес и Радко Сорос и Вахабиста, финансери на ДПМН во одреден временски период. Ова видео го завршувам со еден аргумент. Значи, како што гледате, овде имаме камел темелник на изградба на... Овде имаме камел темелник на изградба на
Раде Кратовче, основно училиште во Кочани. Погледнете го камел темелникот. Врз што е изградено денешно Раде Кратовче во Кочани. Погледнете ги овие зидини. Дали ви личи ова на камел темелник, македонци мои? Погледнете. Погледнете ги овие зидини. Дали ви личи ова на камел темелник? А правено камел темелник за денешното школо Основно училиште Раде Кратовче во Кочани. Ај зубо да е. Камел темелник врз стари зидини. Браво Кочани! Браво Кочанчани! Најголеми патриоти на патриотиштата во Македонија сте. Еве, уште еднаш. Камел темелник се прави на Основно училиште Раде Кратовче во Кочани, а тој да ти бил врз зидини од древно македонско време. Јас знам чии се овие зидини и знам врз чии темели е изградено Раде Кратовче. Дали ви личи ова на камел темелник или ви личи на зидини? Каков е овој камел темелник? Најголемата беда во Кочани е тоа што над гроб се градат споменици, над гроб се градат училишта, а денес над гроб се градат стамбени комплекси. Ништо ново, ништо различно. Ова е камел темелник кога се градело Основно училиште Раде Кратовче во Кочани. Еве го камел темелникот. Камел темелник врз зидини од древно македонско време и докази за Бела, за престолнината на Македонија. Затоа барам мир, затоа се исклучувам од се, затоа ќе ја презентирам вистината и затоа ќе го правам оно што сум одлучил во иднина, затоа што изгубив многу време во докажувања, затоа што изгубив многу време во објаснувања, ама ова што морам да го поврзам со камел темелникот на Раде Кратовче е ова пирамида поврзана. Значи, ова пирамида која што е во близина на пирамидата кај што е споменикот од Ноб, и доказите дека Кочани и Високо имаат исти аргументи, е поврзана со овој рид. А ова е доказ за Бела, а тој камел темелник кај што е изградено Раде Кратовче е поголем доказ за Бела. Овде бил мавзолеумот. Не го барете денес. Македонците живеат во минатото, сегашноста и иднината. И многу добро знаат кои кочанчани ќе дојдат да живеат и кои диви копачи ќе има денес во цела Македонија. Па многу години, илјадници години, мавзолеумот од овде е преместен на едно друго место. Со Бог нема зафркаванци. Значи, оној камел темелник е поврзан со ова пирамида. Со ова ридче. Ридчино. Уште еднаш ви благодарам за се што правевме заедно. Кој што разбрал. Кој што не, нека бара, нека учи. Јас верувам дека дадов се од себе за многу луѓе и верувам дека ќе ме прифатете да ме оставете на мир, да си го вратаме Ремија, храмот на љубовта како што беше долго години пред оние денес кои што ме манипулираат киднапери дека овде била куќата на фалангата. Судот ќе докаже за се. Да сте ми вечни и живи. Ве сакам сите љубов и само љубов и секој самиот. Како што и ова Јанусова нова година дома ја славевте, Ксантика да си ја славете дома. Референдумот не беше успешен. Благодарам
ако ме оставите во мир и не ми наоѓате мана што нема да се вклучувам во телефонски јавувања, бидејќи за било која потреба и имате чашата со доказите на Владо Павлов во Македонија е прелиена и за центрите Агапи. Имате кого, каде, што и да го барате. Мене ми треба мир. Мирот не може да се наплати со пари. Ви благодарам, да живее Македонија и секој нека си го бара мирот во себе и секој нека има мир. Да живее Македонија!